Почитувани, државата мора да покаже интерес и да отвори истрага за атентатот над поранешниот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Денес, по 24 години, повторно се отвара трага, посеќавање и сведочење на поранешен председател на Собранието на Република Македонија и на еминентен новинар. Мора да се покрене истрага по овие наводи. Подопрен глас или како и да сакаат да најдат основа и да ги наречат овие јасни нивни показатели и искази. Срамно е што се уште изостанува реакција на институциите околу сведоштвата на Стојан Андов, кој директно го посочи Љубомир Данилов Фрчковски како инволвиран во атентатот над Киро Глигоров. И Зоран Заев, исто како и кацарска судството и русковско обвинителството, молчат околу новите наводи за атентатот врз председателот Киро Глигоров. Ниту атентат ги интересира, ниту врската кон семејството на покојниот председател, иако и најблиските и целата јавност имаат право да ја дознаат вистината околу хаосот и црнилата што и пред 24 години ги донесе СДСМ. Не ги интересира ниту сведочењето на поранешниот председател на Собранието Стојан Андов, ниту исказите на новинарот Љубомир Гајдов. Наместо нарачаните политички изјави од лица обвинети за сериозни дела, кои за Зоран Заев имаат поголемо значење, државата мора сериозно да се позанимава со овој огромен скандал. Не може заради политичките процеси мотивирани лично од аболицираниот криминалец Зоран Заев, државата во јавноста да ги поклопи сведоштвата на Стојан Андов и на Љубомир Гајдов со нарачано сведоштво во политички мотивиран процес. За Зоран Заев, СДСМ, кацарска судството и русковско обвинителството, Стојан Андов и неговото сведочење и изјавите на Љубомир Гајдов имаат помал кредибилитет околу нарачаното сведочење. Државата и институциите мора да отворат истрага, колку и да се во пупката на Заев. И русковско обвинителството и МВР на министерот за прогон Спасовски и кацарска судството мора да излезат од таа пупка и да дадат одговор по овие јасни и недвосмислени сведоштва. Ви благодарам.